Продолживме со многу чекори во сите сектори и во сите области. И така ќе продолжиме и понатаму. Например, во здравството најдовме сили да обезбедиме над 100 милиони евра за набавка на нова опрема и медицински апарати за целото здравство. Во сите градови, клиники, болници, така што опремата во најголем дел е пристигната, во еден помал дел треба да пристигне во наредните неколку месеци, и Македонија ја доби најголемата количина на здравствена опрема. Всушност, толку многу во Македонија во опрема за здравство не се вложило во последните години од независноста. Од независноста па до пред година-две, кога започна оваа операција за вложување на средства во опрема и во медицински апарати. Исто така, паралелно обезбедивме дополнителни 100 милиони евра за реконструкција на дотраените објекти каде се наоѓаат болниците, клиниките и јавните здравствени установи. Кај некој од нив состојбата беше толку лоша што мораше да се градат нови, да речеме како детската болница Козле или како болницата што во Штип, која што е предвидена за втората фаза. Овој проект е поделен во две фази, во тек е првата фаза, а негде оваа есен ќе започне втората фаза. Болницата во Штип е толку стара и уништена што ќе мора да се сруши и да се изгради нова болница. Така да 100 милиони евра се користат за реконструкции, а некаде дури и градба на нови болници. И тие се втори 100 милиони. 100 милиони се за апарати и уште 100 милиони за болниците, за реконструкции и градби. Дополнително, на два наврати преземавме измени на законите со кои што драстично ги намаливме цените на лековите. Ќе ве потсетам, во 2008 година имавме едно намалување кое што беше предизвикано од два чекора. Едниот беше намалувањето на ДДВ од 18 на 5% за лековите. Вториот чекор беше менувањето на законот за лекови, со кој што имавме драстично намалување на цените на лековите. Второто намалување беше сега пред околу месец-два, каде што со нови измени на законите дојде до големо ново намалување на цените на лековите. Вие видовте, имаше забелешки од некои фармацевски гиганти во Македонија, меѓутоа на крајот прифатија дека не може да се продолжи со толку високи цени на лековите и правење на енормни заработувачки на грбот на болните, на грбот на пациентите, на грбот на граѓаните на Република Македонија. Имаше во тој период и разни закани дека ќе се запрела испораката на лекови, дека не могат да испорачуваат, меѓутоа на крајот, како што видовте, ниту еден не запре, си продолжи испораката и имаме нормално снабдување, но по далеку пониски цени. Во овој дел би спомнал и уште една значајна мерка, која што е реформска мерка и која што очекувам доправа да дава резултати. Таа однеодамна почна да се применува, а тоа е плаќањето по учинок. Вие ќе се потсетите дека во минатото често пати имавме лекари кои што многу работат професионално, стручно, совесно, и лекари кои што не беа баш толку професионални, па ниту стручни, а уште помалку совесни. И едните и другите земаа иста плата. Немаше никаква мотивација и награда за тие што добро работеа, но и никаква казна или охрабрување да работат подобро за оние кои што не работеа. Затоа решивме да го воведеме принципот плаќање по учинок или по успех, кој што ќе прави една диференцијација во платите на лекарите кои што повеќе сработиле во изминатиот месец. Така што воведовме можност со закон да 20% од платата на лекарот во една установа варира, зависно од неговиот учинок во претходниот месец. Така што оние лекари кои што повеќе сработиле, кои што имале повеќе пациенти, ќе добијат до 20% поголема плата, а оние лекари кои што помалку работеле, имале помалку пациенти, ќе добијат во истата установа, ќе добијат до 20% помала плата. Овој принцип веќе почнавме да го воведуваме во над 17 јавни здравствени установи во Македонија. Наскоро ќе почне и во клиниките во Скопје, така што до крајот на јуни треба да ги опфати сите јавни здравствени установи во Македонија. Во овој дел би кажал дека преземаме уште две значајни мерки. Првата мерка е, освен овие 20% што ќе варираат плюс-минус, оние лекари од 1 јули оваа година, оние лекари кои што ќе бидат во првите тројца до петорица во една јавна здравствена установа, во една болница, да речеме, или клиника, тие што се минатиот месец што биле со најмногу изработени сати, односно интервенции, односно учинок, првите тројца до петорица, зависно од големината, у помалите тројца, средните четворица, најголемите по петорица, освен што ќе добијат до 20% поголема плата, ќе добијат и уште една плата. Значи, 120% повеќе плата за
луѓето во бели мантили кои што се грижат за пациентите, се грижат за граѓаните, работат, се усовршуваат, се устручуваат и се трудат да помогнат на секого. Тоа е уште една мотивација за нив, а истовремено и оние кои што потврдиле треба да се мотивираат да и они дојдат во ситуација да бидат наградени со тоа што ќе работат повеќе и ќе имаат поголем учинок. Втората значајна работа, која што веќе усвоивме со закон, а ќе стапи на сила на 1 јануари следната година, е што, ако се сеќавате, пред изборите дадовме јавно ветување, тоа го ставивме во нашата програма, дека ќе воведеме закон со кој што оние луѓе што се принудени да се лечат во странство. А знаете дека секогаш има болести кои што не се лечат во Македонија, затоа што се, например, ретки болести, кои што се лечат само во одредени центри низ Европа и светот. Тие луѓе до сега мора да плаќаат партиципација, како што се плаќа и во Македонија, 20%, но кога одеа на такви лечења на потешки болести, таа партиципација знаеше да биде и по 20.000 евра, и по 30, и по 60, па дури и по 300.000 евра партиципација за некои многу сложени операции кои што се изведува надвор, па луѓето беа принудени, не знам, да прават разни манифестации, пејачи се собираат, па донации по телефони, со SMS-ови и така натаму. ВМРО ДПМН вети, веќе го смени законот и на 1 јануари стапува на сила новата измена на закон со која што од 1 јануари 2013 година секој кој што ќе биде принуден да се лечи надвор. Се разбира, тоа треба да го одобри комисија која што е составена од лекари кои што ќе оценат дека таа болест не се лечи во Македонија. Секој еден кој ќе биде доведен во таква ситуација нема да плаќа партиципација повисока од 200 евра. Колку и да чини интервенцијата, колку и да чини лекувањето, тој ќе плати максимум 200 евра. Се што е на тоа ќе го плати државата, буџетот Република Македонија. Драги пријатели, освен во здравството, правевме многу чекори и во делот на социјалата. Знаете дека воведовме народни кујни во над 30 општини. За луѓе кои што се изнемоштени, болни, кои што и да им давате работа не може да работат. Така имало секогаш во Македонија, така има и во странство, така има и во најбогатите земји во светот и секаде има народни кујни, но во Македонија тоа некој не сакал да го направи. Исто така воведовме додаток за енергетска помош за луѓето кои што примаат социјална помош, да може да се ја плаќаат енергијата. Воведовме дополнителни средства од буџетот по 600 денари месечно, дополнителни за помош за плаќање на енергијата и уште 1000 денари помош за лицата кои што имаат деца што им одат во школа, а истовремено се приматели на социјална помош. Воведовме исто така за сите оние кои што ќе добијат трето дете, во 10 години откако детето ќе се роди, секој месец да примаат по 8.000 денари надоместок од државата како поддршка на семејството за трето дете. А за оние кои што имаат четврто дете, мајката доколку не стекне право на пензија заради било која причина, од нејзината 62 година до крајот на животот да добие надоместок, нешто како пензија, која што ќе биде награда за тоа што родила и чувала 4 деца. Некои луѓе мислат дека ова е укинато, ова е добра прилика да ве посетам дека се ова е на сила и го користат сите оние кои што имаат трето дете во семејството, односно ќе го користат мајките кои што во овој период имаат четврто дете. Покрај социјалата, каде што градиме и доста социјални станови за луѓето на кои што тоа им е најпотребно, и покрај многуте мерки за лица за кои што најдовме злоупотреба на користењето на социјалната помош и зголемувањето на социјалната помош за 33%, бевме многу фокусирани и на транспортот, односно на изградбата на многу патишта, локални патишта, реконструкција и градба на регионални патишта, така што само во еден проект во вреден 120 милиони евра изградивме и градиме се уште околу 250 локални патишта. Тоа се оние кои што најмногу се користат од едно до друго село, од село до град или во градот од едно до друга населба. Така што тој проект е се уште во тек и до крајот на оваа година би требало да биде во најголема мера завршен. Тоа се 120 милиони евра инвестиција. Во овој проект влегуваат и реконструкција на околу 5 и изградба на околу 5 и дополнително уште 7 други регионални патишта. А исто така би напоменал дека во моментот течи проект од 50 милиони евра за помош и финансирање на изградба на водоводи во сите општини во Македонија.
Во овој дел исто така завршивме една крупна операција која што долго години ги мачеше граѓаните, а тоа е легализацијата на дивите градби. Имено многу влади досега ветуваа, но не остваруваа тоа што ќе го ветат, и ветуваа на граѓаните кои што имаат диви градби дека ќе дојде до еден пресек во кој што ќе се направи легализација на дивите градби. Тој се случи и граѓаните добија можност по символични 1 евро од квадрат да ги легализираат дивите градби во кои што живеат и да престанат да живеат во страв дека некој може да им ги земи, урне или на некој начин заплени. Така што тој проблем што се однесува до законскиот дел се реши, сега е во фаза негово спроведување од страна на општините. И јас верувам дека ќе биде успешно решен. Дополнително во парламентот испративме измени на законот со кои што дополнително се олеснуваат условите за спроведување на овој закон. Исто така, за оние што имаат дворни места, овозможивме по 1 евро од квадрат да си ги откупат дворните места. Оние семејства кои што не можат да си обезбедат средства за купување на дворните места. Се овозможи исто така секој што сака да гради индустријски објект, хотел, земјоделско откупен центар и други слични работи каде што се вработуваат луѓе, да може од државата на јавен конкурс да купи земјиште каде што почетната цена ќе биде 1 евро. Во најголем дел од случаите тоа и така останува, бидејќи нема толку голема конкуренција, така што голем дел на македонски стопанственици или можеби видни стопанственици добија можност да започнат бизнис или да го надградат својот бизнис, купувајќи по символична цена градежно земјиште за изградба на индустријски капацитети по 1 евро од метар квадратен, вклучувајќи и тука хотелите, вклучувајќи ги тука земјоделско-дистрибутивните центри. Се со цел да се отворат повеќе нови работни места, бидејќи тоа е крајната цел на нашите економски политики – отворање на нови работни места во Република Македонија. Има уште многу работи, драги пријатели. Во туризмот, например, што е извонредно значаен за Дојран, направивме редица на чекори. Го намаливме ДДВ-то за туризам од 18 на 5%. Тоа го бевме ветиле на последните избори. Или да речеме, почнавме финансирање на туроператори, давање субвенција на туроператори од целиот свет да носат туристи во Македонија. Почнавме, односно наскоро започнување субвенционирање на авиолинии, авиолетови за повеќе да ги има кон Македонија. Започнавме реклама на државата и подигнување на нејзиниот имидж на најпознатите меѓународни телевизии и весници. Тоа го гледате и ги знаете испотовите што дадат на CNN, на RTL, на Channel 4 во Англија, на BBC и на редица други телевизии чие што седиште во 15 држави, а голем дел од нив го покриваат цел свет. Почнавме и ќе продолжиме и со внатрешно рекламирање за развој на домашниот туризам, за што повеќе туристи да се задржат тука во Македонија. Ќе продолжиме со овие активности, ќе продолжиме со инвестиции во нашите туристички места, меѓу кои што и Дојран. Знаете дека неодамна ја пуштивме патеката, таа планираме понатаму и да ја продолжиме. Знаете за многу други работи што ги преземавме, но нема да се задржам на сите. Ќе продолжиме со овие проекти, сакаме да помогнеме, сакаме да овозможиме туризмот што повеќе да заживува во Македонија. И мислам дека во последните години се чувствува едно зголемување на бројот на туристи и се надевам дека тоа се повеќе ќе се чувствува затоа што се повеќе владата презема мерки во тој правец. Така што сакам да ве уверам дека ќе останеме посветени и на ова прашање, како што и на многу други проекти кои што ги ветивме, како што е проектот Купи куќа, купи стан или многу други кои што ги започнавме и ќе ги завршиме онака како што сме ги ветили. Драги пријатели, ќе се осврнам на уште една тема, а тоа е работата на владата во борбата против криминалот и корупцијата. Криминал и корупција има во секоја земја, има и сите земји се борат против тоа. Но некои се борат повеќе, некои се борат помалку, некои имаат успеси, некои немаат успеси, некои имаат многу мали успеси. До 2006 година Македонија не се сеќава да имаше некои крупни битки против криминалот и корупцијата. Од тогаш наваму работите, како што ветивме на изборите, почнаа да се менуваат. Не верувам дека сме завршиле целата работа или дека имаме некоја идеална ситуација, меѓутоа ќе ве потсетам дека во овој период имаше такви акции во Македонија за сузбивање на криминал и корупција, какви што ги немало во историјата на Република Македонија и во овој дел сега на независноста, па дури и во оној дел кога беше составен дел на поранешна Југославија. Акциите од типот Змиско око, акциите од типот Бумеранг, акциите од типот Калдрама, неодамнешната акција Детонатор,
Бачиво 1, Бачиво 2, Бачиво 3, Бачиво 4 и редица други крупни операции на кои што бевме сведоци во минатите години, покажаа дека во Македонија почнаа да се менуваат работите. Дека веќе таму каде што ќе се обезбедат докази, нема толеранција и борбата против криминалот и корупцијата е неселективна со нулта толеранција кон корупцијата и криминалот. Се разбира, за се мора да бидат обезбедени докази, бидејќи најголем греф е некој да се обвини, а да е невин, без докази, и на крајот да излезе дека тој не бил виновен, а добил некаква казна. Затоа сме многу внимателни. Понекогаш ни треба повеќе време да ги собереме доказите, да обезбедиме докази, бидејќи лесно е можеби да изведеш акција и да изведеш некој пресуд, меѓутоа судот потоа внимателно го гледа тоа и бара да види доказ. Заради тоа можам да кажам дека обстоивме на она што го ветивме пред изборите, дека кој ќе се фати, тој ќе си плати и дека не може да му помогне ничие влијание, мок или некаква припадност, членство во политичка партија, дали е тоа ВМРО-ДПМНЕ, дали е тоа СДСМ или е некоја друга партија, или пак ако не е во ниедна партија, дека седно е, кога ќе се дојде до докази, нема повлекување. Денове сме сведоци на една вознемиреност кај сите нас, по она што се случи со убиството на 5 лица и уште еднаш Министерството за внатрешни работи е ставено пред голем предизвик. Јас имав средба со нив и од она што го видов се работи 24 часа, се работи максимално професионално, се работи со една невидена до сега мотивација и јас чврсто верувам дека за еден кус период, нормално треба да им се остави време, бидејќи се работи за една тешка истрага, во која што убиците избегале неколку часа пред воопшто некој да дознае за убиството, затоа што е надвор од населено место во ноќни часови и никој не забележал. Така што имале време да се повлечат, да се скријат, да се засунат и затоа сега станува збор за една сложена операција на изнаоѓање на докази, изнаоѓање на хемиски елементи и така натаму, така што треба да им се остави време, но јас сум сигурен дека и овој пат и цврсто верувам по она што го слушнав и видов во Министерството за внатрешни работи, дека овој тим таму е кадарен да ги пронајде убиците и да ги изнесе пред лицето на правдата. И со тоа Македонија ќе испрати една сериозна порака до секој. Прво, тие ќе зажалат дебело што го направи ова, а второ ќе биде сериозна порака за секој што има некои вакви идеи што не мисли добро на Република Македонија. Македонија е 21 година самостојна држава, Македонија изгради своји институции, Македонија нема да дозволи никој да го руши мирот и животот и соживотот на граѓаните во Република Македонија. Добро се познати програмите за поддршка на земјоделците, за субвенциите. Ние и оваа година одлучивме да продолжиме со она што го започнавме во изминатите години, односно со нагорниот тренд во давање на субвенции и она што веќе го имаме објавено за оваа година предвидуваме нов износ, нови 130 милиони евра за земјоделците кои што ќе бидат поделени во форма на субвенции. Тие ќе одат преку две програми, програма за директна финансиска поддршка на земјоделството или тие субвенции што ги нарекуваат популарно луѓето, и програма за рурален развој каде што се подпомагаат некои активности за набавка на опрема, подигање на стандардите и слично. Дозволете за вас да кажам некои од промените кои што во последната програма се направени, кои што одат во насока на зголемување на финансиската поддршка од страна на владата на сите оние кои што се одлучили да се бават со земјоделие. Во делот на лозарството и воштарството продолжуваме и понатаму со поддршката за субвенција на постоечки лозови насади, таа останува како и лани на 40.000 денари по хектар, но во останатите делови на воштарството кај некои имаме зголемување. Значи во делот на субвенцијата на праската, на крушата, на црешата, вишната, кајсијата и актинидијата имаме зголемување на субвенцијата од 25 на 28.000 денари, додека поддршката за воштарниците кај што има дуња, слива, смоква, мушмула, маслинка останува 25.000 денари. Со цел да го потигнеме стандардот и степенот на додадена вредност, значи што повеќе да се обработуваат овошјата кај нас,
За прв пат оваа година наведуваме една нова мерка кај овоштарството, а тоа е 2 денари по килограм дополнителни за предадено овошје и преработувачки капацитети. Долани тоа немаше. Значи оваа година доколку било кој што одгледа овоше го предаде овошето во преработувачки капацитет, каде што се прават компоти, сладка или нешто слично, се разбира тоа треба да биде пријавено. Дополнителни 2 денари за секој килограм ќе бидат субвенцирани од страна на владата на Република Македонија. Во делот на пољоделството, значи кај житата исто имаме зголемување на субвенциите од 8.500 на 9.000 денари по хектар и дополнително 1.000 денари по хектар доколку се одгледува сточна храна или пченка. Идејата не е малку да го интензивираме производството, односно сточарството и производството на храна за сточарството, бидејќи тоа е основата понатаму. Се разбира работиме на подигање на квалитетот, така што за оние кои што ќе користат сертифициран семенски материјал, ќе има дополнителна субвенција од 3.000 денари по хектар. Зборам за пољоделството. И ова како тренд ќе постои во идните години. Значи се повеќе и повеќе употребата на современи агротехнички средства, сертифицирани семенски материјали, сертифицирани ѓубрива. Имаме и тука доста промени во политиките, но во делот на субвенциите ќе има се поголема поддршка. Во делот на градинарството, тука мислам дека има најголеми зголемувања, имено и тука ги поделивме разните градинарски култури по групи и ја зголемивме субвенцијата по хектар за производство на доматина краставица за 50%. Значи таа е зголемена од 20 на 30.000 денари по хектар. За субвенцијата за кромит и за пипар имаме повторно зголемување од 15%, од 20 на 23.000 денари по хектар, додека субвенциите за производство во пластеници и стакленици се понатаму 90.000 денари по хектар. Значи, оној фармер што ќе произведува во пластеници или во стакленици домат или пипарка ќе добие 90.000 за стакленикот и 30.000 денари за доматот или краставицата, односно 120.000 денари по хектар, 2.000 евра, тоа навистина се износи кои што никогаш во историјата на Република Македонија не постоеле. Ја зголемуваме и субвенцијата за предаден зеленчук во преработувачки капацитети. Таа долани беше 1,5 денар по килограм, оваа година ќе биде 2 денари по килограм, но тоа е само за пипарката и за корнишона, за останатите останува на 1,5 денар. Значи, овие како политики и понатаму ќе обстојуваат. Во програмата се кажува за работа на владата и во програмата на ВМРО ДПМН за тоа дека постојано ќе има зголемување на субвенциите и дури во овие времиња на криза, кога сите држави ги намалуваат субвенциите, а намалуваат поддршката за земјоделците со цел да оствара заштита во буџетот. Еден од секторите каде што се одлучивме да нема намалување, да останеме конзистентни, тоа е секторот на земјоделие и на оваа поддршка земјоделците и понатаму може да сметаат. Владата на ВМРО ДПМН останува земјоделска влада и понатаму. Еден од големите проекти во делот на туризмот е формирањето на така наречените слободни туристички зони, по примерот на слободните индустријски зони, каде што носиме странски инвестиции за градење на фабрики, каде што отвараат нови работни места. Одлучивме тој концепт да го примениме и на туризмот, така што се изнајдени неколку локации, 8 за сега низ Република Македонија, каде што ќе бидат формирани вакви туристички зони, од кои 2 се наоѓаат во Дојран. Едната ќе биде во Стар Дојран, која е со големина од 20 хектари, другата ќе биде во Нов Дојран, таа е со големина од 17 хектари. Таму ќе бидат давани, значи, земјиштето на инвеститори по многу поволни услови, со многу поволни, значи, по цена почетна на јавно надавање од 1 метар по 1 евро по метар квадратен, со определени даночни олесувања, се со цел кај нив да се направат нови хотели, нови спа центри, нови туристички атракции со цел и да се отворат нови работни места и да се зајакне економијата. Значи, тоа се политиките во делот на туризмот и очекуваме да трендот што минатата година го имавме, каде што има зголемување на приходите од туризмот за речиси 30%, толку има раст туризмот минатата година генерално гледано, да тие продолжат, што мислам дека за Дојран ќе значи еден дополнителен напредок.